Благодарам председателке, почитувани колеги, почитувана јавност. Благодарам и за досегашните дискусии, особено за предлогот и за укажувањето на колишката Бисера Костадиновска-Стојчевска за, да кажам, и еден превид направен. Јас имам, бидејќи на некој начин бев доста вклучена во во водењето на ова и на работната група и на програмата, имам неколку коментари, да ги кажам, или забелешки, повеќе во насока на коментари се. Програмата е и оваа година, сметам, соодветна, издржана и мислам дека се трудевме да не направиме ниту еден пропуст, но секогаш, нели, кога има толку предлози се прави никаков привид, иако значи, оваа програма се прави не само за личности и настани од областа на културата, туку напротив од областа на целото општествено живење и изградбата, односно создавањето на македонската држава. И морам да напоменам два предизвика кои ги имавме во изработката. Тоа е првиот е дека институциите не толку одговараат, особено во изминативе неколку години имаме проблем дека институциите не одговараат на нашите дописи. Па среќа имаме еден многу агилен вработен во општина Прилеп, кој што редовно секоја година ги испраќа јубилеите за целата држава. Не знам кој е, но мора да ги пофалиме од општина Прилеп дека тоа секоја година го прават и голема благодарност за тоа. Мислам дека оваа година, како што се договоривме и дискутиравме на самата работна група, дека и века од собранието ќе се обидаме да испратиме официјална благодарница за тие што дадоа предлози за да на некој начин ги мотивираме. Инаку морам да напоменам и вие членовите на работната група знаат дека дури ние самите баравме и наоѓавме кои јубилеи ги има оваа година, така да не сите предлози што се во списокот се добиени од институции, некои дури и ние ги додававме. Во таа насока, например, имаше личности кои што ги истражувавме, кои се, па тука имаше ситуација дека таа личност или била пратеник или председател или министер, што беше дополнително додадена вредност, но секако основата мораше да биде некоја значителна општествена или културна функција и придонес за македонската држава. Мислам дека предлогот е издржан, јас се согласувам со тоа и сметам дека можеби оваа година треба да почнеме порано со изготвувањето на оваа програма, бидејќи има исто така многу големи прашања од страна на институциите и едно недоразбирање дека собранието доделува средства, што не е точно, собранието само ја прави програмата, но можеби еве една дискусија, еден предлог и еден поттик да ни биде на сите оваа година малку порано да почнеме со изработка на оваа програма некаде во септември, например, за да можеме да го вклучиме и Министерството за култура и туризам, со оглед на тоа дека голем број од овие одбележувања кои што ќе треба да се направат, кои што ние ги задолжуваме, практично се институции од областа на културата, но и од областа на образованието и науката, така да можеби еве да размислиме и понатаму и за поголема видливост на оваа програма, со тоа што ќе на некој начин ќе комуницираме повеќе и со Министерството за култура и туризам, но и со Министерството за образование и наука, бидејќи овие области се опфатени со оваа програма. Мислам дека е добро да ја продолжиме традицијата. Ја секогаш кажувам, овој документ е нашата државна меморија и се издава во единствениот службен весник, што значи дека трајно останува во аналите на државноста. Ви благодарам.